секој граѓанин, по мене, треба да покаже почит кон еден од основните символи на државата во која што е роден, државата која што му овозможила да создаде семејство, да се образува, живее и така натаму и така натаму. Покрај, нели, националното знаме и химната е еден од тие атрибути. И јас тоа не би го партизирал, бидејќи вие рековте градоначалници каде што се ВМРО ДПМН, мислам дека ова треба да биде политика која што ќе биде централизирана и Министерството за образование оваа политика ќе ја спроведе и мислам дека на целата територија на државата треба да има ваков начин на покажување почит кон државата во која што сите ние живееме и твориме. Јас апелирам до министерот за образование ова да биде државна политика и ова да биде политика која што сите општини, без разлика од која политичка партија доаѓа градоначалникот, да ја интонираат македонската химна. Затоа што имаме држави, еве, нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, каде што има многу нации, но сите стојат простум и мирно пред интонирањето на американската химна и сите се горди кога ја слушаат американската химна и сите го почитуваат американското знаме, односно национално знаме, така што оној кој што не ги почитува националните атрибути на државата во која што живее, тогаш навистина имаме некој озбилен системски проблем.